Благодарам, председателе. Ние денеска на дневен ред имаме два закони и аз тука ќе говорам за двата закони одеднаш, затоа што меѓу себе се надополнуваат и се комплементарни. Значи, на 7 јуни имаше голем протест пред влада на здруженијата кои што се бават со борба за лицата, значи со попреченост. Главните барања им беа да се покачат сите додатоци кои што тие ги добиваат, околу 78%, значи пандан на покачувањето на платите на функционерите. Затоа ние ги предлагаме, значи, предлог закон за изменување на Законот за заштита на децата и предлог закон за изменување на Законот за социјална заштита. Исто така бара и посебната помош која што ја добиваат, меѓу која помош и нега во домот и личната асистенција, тоа се отприлика 80 часа неделно, значи да им се зголемат барем на 160 часа неделно. Предлог Законот за заштита на децата се менува посебниот додаток. Имаме 3 члена. Со членот 1 го менуваме посебниот додаток кој што гласи, кој што е отприлика 6170 денари на 10983 денари. Со членот 2 се менува додатокот кој што го добиваат самохрани родители кои што имаат дете со попреченост до 26 години од 9254 денари на 16474 денари, и со членот 3 се менува додатокот кој што го добиваат родители кои што се материјално необезбедени и кои што добиваат минимална гарантирана помош, исто кои што имаат дете до 26 години со попреченост, од 7711 денари додатокот сега станува 13729 денари. Понатаму го предлагаме, значи, предлог законот за измените на Законот за социјална заштита. Тука ги менуваме месечните надоместоци и помошта во домот кој што тие ја добиваат. Се надевам тука пратениците се свесни, значи родителите кои што имаат дете или кои што имаат некој член на семејството со попреченост, малтене цел живот се болничари, доктори, имаат огромно искуство, но работата е што се оневозможени да се посветат, значи, на работа. Тие фамилии трпат многу, затоа што членовите на семејството се приморани да бидат 24 сата болничари и фактички да им ја пружат потребната нега на членовите кои што ги имат во семејството со попреченост. Со првата измена која што ја предлагаме, значи, месечниот додаток од 7204 денари станува 12823 денари, со втората измена другиот месечен додаток од 4117 денари станува 7328 денари. И останува тука, значи, како е дефинирано во законот, услугата или помошта за нега во домот од 80 часа месечно, што е премалку, сега доаѓа до 160 часа, и услугата или помошта за лична асистенција. Многу од тие деца или членови на семејство кои што имаат попреченост не може да функционираат без лични асистенти. Значи, лична асистенција исто од 80 часа месечно сега доаѓа до 160 часа месечно. Со овие измени нема да се реши, значи, тој горлив проблем кој што ги имаат фамилиите со членови со попреченост, но се надеваме дека собранието ќе има слух и дека ќе дојдеме барем малку да им се олесни целата ситуација и да добијат малку помош која што и следува. Ви благодарам.